Македонскиот фудбал во последните години започна да се движи во нагорна линија. Се вложуваат повеќе финансиски средства во споредба со минатото. Се работи на подобрување инфраструктурата, но на македонскиот фудбал му достигаат надпревари под рефлектори и тоа да се игра надпревари од 2 или 3 дена, наместо сега кога се играат сите надпревари во ист ден и во ист термин, а со тоа се лимитираат гледачите да гледаат само еден надпревар. Аз како фудбалер ќе кажам, не ми исто на мене да играм у 2 часот, у 3, у 4, у 5, у 9 часот. Јас сум играл и ноќни надпревари. Значи, чувството, амбиенто, енергијата што имаше сосема друга кој играеш навечер. Значи посвежо е времето, самата атмосфера те носи повеќе да се бореш, да трчеш, да придаваш и автоматски сега голем дено луѓето што работат, а сака да го пратат спорто, не може да стасуваат. Така. Ако би си играл надпревар до 8-9 сати, и луѓето кои се на работа имат време да отидат дома и да одморат и да дојдат да гледат надпревар, да си гледат со друга енергија, а луѓето сега, значи фудбал се игра за публика. Дарко Алексовски е познат и како Пеле, еден од поискусните фудбалери кој на гостувањето во трибина на Емнет истина дека мора да се размислува да се игра во ноќен термин најмногу за публиката. Треба малце федерација да излезе сусрет на публиката. Значи сега ќе почне да намалува дено, пошто ние ги немаме условите, ќе се играат од еден часот, од 2 од 3. Луѓето со тај период на работа не играме фудбал за публика. Ако луѓето се ослободуваат некои од работа што се преамбициозни да гледат да навиват за својот клуб, значи ослободуваат се од работа, губат некои си дневници за да не гледат нас, да не бодрат или да не критикуват. И сега дека се потрудат луѓето да ја возможат на луѓето малку подобри услови барем за гледање со покасно надпревари. Некои од стадионите во Македонија на кои настапуваат екипи од прва и втора лига исполнуваат услови за ноќни надпревари, а на дел од стадионите осветлувањето не е соодветно за официјален надпревар. Можеби не е доволно осветено, али нас е аматерски, втората лига е аматерска, значи колку да не се гледа, па нека имам, тоа за нас ќе биде, како да кажем, Голема предност. Голема предност Особено биде за помладите играчи. Да, ќе преработи, мислам дека ќе преработи свеста кај луѓето и другите клубови и у федерацијата. Јас еве градски, еве прават го терен у Тетово, Брегалница, значи сега не може моментот да се сетам, али Пелистер, Беласица, да. Кај нас Охрид поголем, има, да. Охрид има, браво. Значи кај нас има поголем дел од терените услови да се играат на ноќни надпревари. Зашто не се користе, прашање. Брегалница кога беше дел од втора лига Исток, делот над преварите на градски во Штип ги одигра под рефлектори, како и Бреера Струмица, делот над преварите во првата лига ги одигра на стадионот Благој Статов во Струмица под рефлектори. Во минатото исто така се одигра неколку надпревари под рефлектори, но тоа се премногу малку, па останува да се надеваме дека во иднина можеби некои од работите ќе се променат.